студиото со вас, Маријан Ников. Ладневи вести, ви благодарам на вниманието. Во собранието денеска се одржува 107-та пленарна седница на која на дневен ред се поставување пратенички прашања. Седницата за пратеничките прашања се одржува секој последен четврток во месецот, а на премиерот и министрите први прашања им поставуваат пратениците од опозицијските партии. Во теке оваа седница редовен брифинг имаше и председателот на собранието Африм Гаши. Во рамки на процесот за соработка на Југоисточна Европа, на конференција која присуствуваше делегација на нашето собрание, и јас присуствував на таа средба, исто така и организиравме билатерална средба со председателката на Бугарското собрание. Средбата беше помина во многу позитивна атмосфера. Воглавном разговаравме за соработката помеѓу нашите два парламенти, како може да продлабочиме соработката, процесот на интеграција на Европската Унија, размена на искуства, односно како да најдеме начин да ги црпиме искуствата од бугарското зачленување на Европската Унија, така да исто така на крајот на средбата ја поканив председателката на Бугарското собрание да дојде и да не посети во официјална посета во нашата држава. Очекувам дека во текот на годината ќе можеме да ја очекуваме во нашата држава. Во однос на реформската агенда, знаете дека 30 јуни е еден дедлайн, значи рок каде што може треба одредените закони од реформската агенда да ги изгласаме во собрание, така да најголемиот дел од агендата на собранието е организирано околу достигнување на тие рокови. Така да знаете дека денеска имаме седница за пратенички прашања, утре ќе имаме седница, во понеделник најверојатно ќе свикаме нова седница, така да се ќе гледаме до 30 јуни да поминеме се што доаѓа како предлог од владата или од пратеници, а што е поврзано со реформската агенда. Што се однесува до изборот на реконструкцијата или новите министри, зависи од тоа кога председателот на владата ќе го достави предлогот, каков ќе биде тој предлог и потоа согласно роковите во деловникот ние предлогот ќе го доставиме до пратениците и ќе ја свикаме седницата согласно деловникот. Намалување на корупцијата и зајакнување на интегритетот на јавниот сектор со цел подобри услуги за бизнисот. Компании, владини представници, представници на антикорупцијска, Државниот завод за ревизија, како и представници на француската амбасада дебатира за можните начини како да се намали корупцијата. Ние како државна комисија пред се имаме надлежности во промовирање на интегритетот во јавниот сектор, но интегритетот само во јавниот сектор не е доволен. Треба паралелно да се отвора дискусија со приватниот сектор, кој е другата страна, да речем, што може да продуцира корупција. Оттаму ваквите настани се особено значени со цел да се дискутира за ризиците за корупција и заеднички да се предлагаат мерки за нивно надминување. Како влада имаме приоритет да се бориме со корупцијата на сите нивоа. Дигитализацијата како процес ја превенира корупцијата на најниско можно ниво со тоа што ги објективизира процесите, ги автоматизира процесите, тие помалку зависат од луѓето, од административните службеници, а повеќе од системите, но исто така и може да открива корупција кога станува збор за високи случаи со поврзување на регистри, поврзување на институции преку платформата за интероперабилност. The fight against corruption is something which is Целта е борба против корупцијата, која што е многу важна тема и е многу високо на агендата на приоритетите за пристапување на Северна Македонија кон Европската Унија. Потенцираме дека борбата против корупцијата не е нешто кое што се бара, туку е нешто кое што е многу важно само по себе, затоа што е важно за граѓаните. На крајот на краиштата, корупцијата значи дека станува збор за загуба на пари, а тие пари би можеле да се вложат во изградба на болници, училишта, патишта и слично. Работиме на зајакнување на капацитетите за борба против корупцијата, но исто така работиме и на овозможување на покохерентна визија. Нашата работа е особено важна. Во изминативе 2 години тимовите беа активни и присутни на терен. Исто така, како што кажав, беа вклучени и граѓанските организации. За овој настан особено важно е тоа што за прв пат го вклучуваме важноста на бизнис секторот и спречувањето на корупцијата во бизнис секторот.
Американскиот претседател кој поддржуваат екстремистичко насилство во регионот, како и активности што го попречуваат спроведувањето на мировните договори во Босна и Херцеговина, Косово и Македонија. Во документот се споменува и Охридскиот рамковен договор од 2001 година, кој беше вклучен во дополнителните мерки преку измените на извршната наредба 2003 година. Вашингтон оценува дека и натаму постојат околности кои бараат продолжување на вонредната состојба и санкцијските механизми поврзани со Западен Балкан. Дејствата на лицата што го загрозуваат мирот и напорите за меѓународна стабилизација на Западен Балкан, вклучувајќи ги и актите на екстремистичко насилство и обструктивни активности, како и ситуацијата во Западен Балкан која го попречува напредокот кон ефикасно демократско управување и целосна интеграција во трансатлантските институции. Според наведеното во објавата, продолжуваат да представуваат необична и вонредна закана за националната безбедност и надворешната политика на Соединетите Американски држави. Ке Македонија ќе биде простор за дегустација, прошетка, средби со пријатели, уживање во тридневна содржина, што дополнително ја збогатува туристичката понуда на летниот календар во Охрид. Охридскиот вински фестивал станува препознатлив белег. Вечерва стартува петото издање на фестивалот на виното. 3 дена охриѓани и туристите ќе имаат можност да уживаат во дегустација на квалитетни вина, закуски и богата музичка програма. Охридскиот вински фестивал станува препознатлив белег на туристичката понуда на Охрид и оваа година ќе понуди вистинско уживање на брегот на Охридското езеро пред самиот старт на летната сезона. Околу 25, 26, 27 јуни ќе дишат во стилот на музиката, различните стилови на музика, меѓутоа и на виното. 25 јуни, група Сарај, Дани Димитровска и Меморија. Петокот 26 јуни е на сцената ќе настапат Брос Марама, Гјоко Ѓорчев со Кате Танева, Кукулеле и Пауза за ракија, додека на 27 јуни Солзи и Смеа, DJ Фиц, Битолски камерен оркестар и Супер Хикс. Една разноврсна програма каде што сите љубители на музиката и на виното ќе може да уживаат во неа. Според проценките од организаторите, во тие 3 дена од 50 до 100.000 посетители присуствувале на манифестацијата. Многу љубов, многу енергија овие 5 години на овој фестивал. Така ќе продолжи. Овој пат имаме повеќе, као секоја година презентираме новитети на фестивалот. Оваа година пак имаме повеќе сорти на вино, повеќе винари, повеќе храна. Така да баш би сакал да дојдете и да видите различност од прошлата година на подобро. Секоја година, као што кажа и председателот, дека ние се трудиме да овој фестивал биде секоја година подобар и подобар. Така да петото издание сигурно и сега ќе биде најдобро до сега. Ке Македонија ќе биде простор за дегустација, прошетка, средби со пријателите и уживање во тридневна содржина што дополнително го збогатува летниот календар на Охрид. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Силни земјотреси